Сметам дека рамноправноста и еднаквоста не се прашања за жената против мажот или за мажот против жената, туку тоа се прашања за нашето заедничко живење и општ придонес. И токму денешната активност и потребата од развивање на една ваква платформа за женско предприемништво е уште еден показател дека сепак нешто во нашето општество неправилно функционира, постои неправедно подценување на жените или нееднакво вреднување на нивниот труд и присутност на предрасуди и родови стереотипи. Сметам дека прашањето за еднаквоста на жената и нејзиното интегрирање во општествените процеси и секако во предприемништвото представува фундаментална потреба на секој демократски развој. Улогата на жената во сите сфери на општественото живење е значајна и погрешно е да се прави степенување каде таа е најважна. Ке ми дозволите сосема накратко да ја прикажам состојбата во приватниот безбедносен сектор. Во европски рамки, жените бројат околу 20% од персоналот во приватните безбедносни компании, но само 12% од нив се ангажирани на работи за обезбедување. Во нашата држава во секторот приватно обезбедување најизразена асиметрија се забележува токму кај оперативниот работен кадар. Во секторот има вработено само 6,3% работнички за приватно обезбедување, околу 32% од основачката структура во компаниите за приватно обезбедување се жени, 13,6% се наоѓаат на позиции управителки на компании и само 19% од нив се на останати раководни позиции. Во пошироки европски рамки во нашата еснавска организација КОЕС, каде што се креираат европските секторски политики и каде што има прилика искажаните ставови да се пренесат пред еден поголем аудиториум и да се иницираат промени на поголемата мапа, состојбите во врска со родовата рамноправност се предмет на критика исто така. Од 29 национални асоциации само 3 жени се председателки на организации за приватно обезбедување, а за жал во работните комисии на КОЕС, каде што управувањето исклучиво им припаѓа на мажите. Ваквите сурово неравноправни состојби, заедно со личната побуда за иницирање позитивни промени, како и личната и професионална одговорност, за мене представуваат двигател за действување. Во мојата перцепција, најкомплексните промени нема да ги донесат изолирани закони или конвенции или сегментирани решенија. Потребни се континуиран диалог и соработка за јакнување на капацитетите за креирање на јавни политики, кои што ќе иницираат суштествени промени. Промените мора да се случат на индивидуално ниво и кај жените, и кај мажите, и кај младите, и кај нашите деца. Од тука иницијативата за промени во женското предприемништво треба да имаат јасна траекторија со еден холистички пристап. Само преку креирање на глобални политики и решенија за рамноправност, преку заемна поддршка и поттик ќе се надминат стереотипите, предрасудите и сите останати ограничувачки фактори. Она што ние денес го градиме треба да го продолжат следните генерации, затоа мораме да влијаеме кај младите, подеднакво да ги насочуваме да се вреднуваат родово рамноправно, секогаш да бидат и да функционираат во еднакви можности и услови. Но таквиот амбиент треба да се препознава и промовира преку јасно изградени и темелно поставени јавни политики за соработка и доверба, економско зајакнување и промовирање на инклузивен раст и развој за сите подеднакво. Дозволете ми да заклучам со честитки за иницијативата за формирање на национална платформа за женско предприемништво, која сум сигурна дека ќе представува форум за реализирање на сите заложби за родова рамноправност, особено во делот на предприемништвото. Нескромно очекувам јавно сите ние денес тука да превземеме одговорност и со подпишување на декларацијата за поддршка на женско предприемништво да действуваме во насока на унапредување на улогата на позицијата на жената во предприемништвото и во општествените текови во нашата држава.